Добре дојдовте, почитувани гледачи. Петочно расположение, па затоа овие минути за миг ќе можете да го заборавите напорниот ден и да дознаете Совет Плюс за вашето здравје. Минути за емисијава Здравјето пред се. Започнуваме. Падови, успеси, животот со себе носи различни предизвици, но сепак постојат совети за подолг и поубав живот. Да слушнеме. Ситниците живот значат. Не мора секогаш да правите радикални пресврти во животот, за да го подобрите вашето здравје и квалитетот на животот. Неколку навистина едноставни совети можат да ви помогнат да избегнете здравствени незгоди, како срцев удар во вашите 40 години и да уживате во длабока старост. Чај секое утро. Топлиот чај го намалува ризикот за појава на тумор на бубрезите за 15%, се наведува во едно истражување. Спијте умерено. Премногу долг или недоволен краток сон може да влие на вистина лошо на вашето здравје. Едно британско истражување потврди дека повеќе од 9 и помалку од 6 часа сон дневно го зголемува ризикот за смрт од било која болест. Идеална должина на спиењето е од 7 до 8 часа. Навалете се. Со право седење под агол од 90 степени му вршите притисок на вашиот рбет. Едно шкотско-канадско истражување наведува дека идеална поза за седење е кога сте благо навалени наназад, односно 45 степени од вертикалната положба. Проверувајте ја тироидната жлезда. Неправилното функционирање на тироидната жлезда го зголемува ризикот од разни заболувања за дури 65%. Со едноставна крвна анализа можете да ги проверите нивоата на хормоните на оваа жлезда. Брокулата гответе ја на пареа. Едно неодамнашно италијанско истражување откри дека термичката обработка на брокулата на пареа ја зголемува концентрацијата на глукосинолот, ефикасна состојка за борба против ракот за дури 30%. Спротивно, со готвење, односно варање на брокулата, истата состојка се намалува. Истегнувајте се. Гените во организмот кои се поврзани со срцеви болести, дијабетес или прекумерена тежина може да се активираат доколку седете во една положба со часови. Правете пауза на секој час или два и благо истегнете се, а на тој начин ја подобрувате циркулацијата, а со тоа и општата состојба на организмот. Моментално сте во вашите топли домови, па можеби некој од вас не следат со топол чај, а до сите љубители на чајот, еве кои чаеви може да ви ја вратат енергијата. Уморот и падот на енергијата може да бидат резултат на нередовната и несоодветната исхрана. Затоа, без разлика на работните обврски, важно е секогаш да се грижите за редовните и здрави оброци. Енергијата за многу брзо време може да ја повратите со банани и бадеми, но ако не сте расположени за грицкање, тука се чаевите. Ви препорачуваме неколку чаеви кои влијат на враќањето на енергијата. Ѓумбир. Чајот од пикантен ѓумбир може да се пие топол или ладен, а главната карактеристика му е да го загрее организмот, да ги намали воспалителните тегоби и да го подобри имунитетот. Ментол. Делува смирувачки и ги зајакнува нервите. Ако чајот го комбинирате со розмарин и маточина, ќе зголемите психичката отпорност и побрзо ќе се опоравите од емотивната нестабилност. Но исто така ќе ви се повратат и позитивните мисли. Лимон. Ја враќа енергијата и го подобрува имунитетот. Се препорачува да се пие во првиот дел од денот, бидејќи може да ве расони. Зелен чај.
Содржи кофеин, па се пие како стимуланс, но исто така и како силен имуностимулатор. Зелениот чај е сојузник на многу диети, бидејќи помага при согорување на мастите. Црн чај. Поради кофеинот делува стимулирачки и ја намалува поспаноста и уморот. Може да го консумирате наместо кафе. Шипка. Богата е со флавоноиди и неговата улога во опарувањето на организмот е сепак голема. Има интензивна арома која може да ве расони. Коприва. Силно средство за прочистување на крвта, а може да придонесе и при побрзо исфрлање на отровите од телото. Лотос. Се препорачува да се користи за дишните органи, а особено за акутен и хроничен бронхит. Според мене, шејковите се најдобар извор на енергија, па затоа ви нудам неколку зачинети шејкови кои ќе ви го зачуваат здравието во зима. Зачини шејк се две зборчиња кои што воопшто не одат едно покрај друго, но зачините како куркумата, алевата пиперка и циметот изобилуваат со антиоксиданси и останати состојки кои што одлично го чуваат вашето здравје. Додадете ги во вашите шејкови и подобрете го вашиот имунитет. Во продолжение, слушаме зачинети шејкови кои што ќе го сочуваат вашето здравје и оваа зима. Зачинет шејк од мешавина од зелен зеленчук. Овој шејк ја подигнува енергијата, го регулира нивото на pH вредноста и му помага на телото за да се ослободи од токсините благодарение на лимонот и алевата пиперка. За малку да го засладите, можете да додадете мед, кој што има значително антибактериско и антивоспалително дејство. Потребни состојки за овој шејк: 350 мл обезмастено млеко, 150 грама мешан зелен зеленчук, 30 грама бобенско овошје, кое може да биде свежо или замрзнато, 1 лажица излупен корен од ѓумбир, 1 лажица мед, 1 лажица мелено ленено сене, прстофат алева пиперка, сок од 1 лимон. Начин на подготовка: ставете ги сите состојки во блендер и миксирајте додека да добиете мазна смеса. Може да ја изоставите алевата пиперка, а потоа, после миксирањето да ја додадете како декорација. Следниот шејк кој ќе го сочува вашето здравје во овој период од годината е шејкот за чистење на организмот. Коријандерот е одличен за намалување на лошиот холестерол и за отстранување на металите од телото. Во комбинација со зелен зеленчук, куркума и бобинкасто овошје ќе добиете шејк богат со влакна кој што изобилува со антиоксиданси. Во продолжение ги слушаме состојките за овој шејк. 350 мл обезмастено млеко, 150 грама мешан зелен зеленчук, 50 грама бобинкасто овошје, 70 грама коријандер, 30 грама куркума, прстофат цимет и сок од 1 лимон. А ќе го подготвите на тој начин што ќе ги ставете сите состојки во блендер и ќе миксирате се додека да добиете мазна смеса.Циметот може да го изоставите и да го додадете на крајот како декорација. Следниот шејк за во зима е шејкот за зајакнување на имунитетот. Изборете се со зимските настинки со помош на овој шејк кој што со силата на алевата пиперка, келјот, макдоносот и ѓумбирот го подигнува имунитетот. Додадете малку мед кој што е посебно добар ако патите од кашлица или болки во грлото. Потребни состојки за овој шејк: 350 мл обезмастено млеко, 100 грама келј, 50 грама макдонос, половина црвена пиперка, 1 лажица корен од ѓумбир, 5 капки стевија или 1 лажица мед. Начин на подготовка: ставете ги сите состојки во блендер и миксирајте се додека не добиете мазна смеса. И последниот шејк кој ви го нудиме за денес:
е шејкот за прочистување на црниот дроб. Листовите од глуварче и макдоносот се главни звезди во овој шејк кој што е одличен за детоксикација. Познати по тоа дека помагаат за прочистување на црниот дроб, а левата пиперка и ротквицата се тука за малку да ги зачинат нештата. Потребни состојки за овој шејк: 350 мл обезмастено млеко, 100 грама спанаќ, 50 грама макдонос, 3 листови од глуварче, 1 ротквица, половина излупен грейпфрут, прстоват алева пиперка. А начинот на подготовка е следниот: ставете ги сите состојки во блендер и миксирајте додека да добиете мазна смеса. Може да ја изоставите алевата пиперка и да ја додадете на крајот од миксирањето како декорација. Навиката за потпирање на лактите, например додека седите на компјутер, предизвикува сува и потемната кожа на лактите, која воопшто не е пријатна гледка. Ви нудиме неколку домашни третмани за нега на лактите. Ниските температури, сувиот воздух, жешката вода, агресивните косметички производи и навиката за потпирање на главата на лактите додека седиме пред компјутер водат до сува и потемната кожа на лактите, која воопшто не е пријатна гледка. Непосекуваната, така наречена слонова кожа на лактите можете да елиминирате со едноставни домашни третмани за нега, а еве кои се: избелување, ексфолијација со лимон. Ексфолијацијата е клучен елемент во негата на рапавата кожа на лактите, бидејќи го отстранува слојот од мртви клетки, кој освен што не е пријатен на допир, може и да придонесе за појава на темни флеки. Пресечете еден лимон и исцедете го сокот од едната половина. Во сокот додете една голема лажица шеќер и половина мала лажичка маслиново масло, за да добиете смеса која потсетува на влажен песок. Земете од смесата и со кружни движења масирајте ги лактите од 2 до 3 минути. Измите ја кожата со топла вода. Со другата половина од лимонот истрите ги лактите. Доколку врз кожата има парчиња од пулпата, тргнете ги, но немојте да се миете. Оставете ја кожата да се исуши и измите ја дури по 3 до 4 часа. Лимонот е сепак природен избелувач. Омекнување на кожата со вазелин. Сувата кожа на лактите ќе стане минато за вас доколку редовно користите вазелин. Непосредно по туширањето, примачкајте подебел слој вазелин врз лактите и на рацете. Навлечете чорапи на кои сте им го отсекле делот кај прстите. Поставете ги чорапите така што петицата да биде поставена на лактите. Оставете го вазелинот да ја негува вашата кожа во текот на ноќта. Доколку не сакате да спиете со вазелин и чорапи на рацете, можете да се намачкате со вазелин и да ги замотате лактите со најлонска фолија. Откако ќе мине 1 час, извадете ја фолијата и со салфетка избришете го вишок од вазелин, но не измивајте. Еве неколку дополнителни совети. Искоренете ја навиката за потпирање на лактите. Не ја потпирајте главата со рацете додека лактите ви се поставени на биро. Исто така, не ги користете лактите за да се потпирате на масата додека седите. Мускулите на грбот треба да ви го држат исправен горниот дел од телото додека седите, а не да го префрлате товарот врз лактите. Не користете премногу жешка вода за туширање. Жешката вода ја суши кожата, а најзасегнати се деловите на телото, на кои и без тоа кожата е најсува: лактите, колената и петиците. Исфолирајте ја кожата на лактите најмалку еднаш неделно со пилинг со лимон и шеќер или пак маслиново масло и шеќер. Потоа, задолжително, примачкувајте ја кожата со соодветен крем, масло или вазелин. За навлажување и омекнување на кожата на лактите,
против ширањето, можете да користите и бадемово масло, маслиново масло, шеа путер, путер од какао или пак бебешко масло. Мед и цимет се едни од најстарите лекови за било каква болест. Оваа мешавина можете да ја подготвувате за било каков здравствен проблем, а еве како треба да направите. Може би ви звучи неверојатно, но мешавината од мед и цимет може да ги излече скоро сите болести. А што е најдобро, овие намирници спаѓаат во едни од најевтините. Сите лекари и нутриционисти започнаа да препорачуваат барем еднаш во денот да намачкате мед и цимет на парче леб и да го консумирате за појадок или наместо десерт. Зошто? Постојат најмалку 9 причини за тоа. Срцеви заболувања. Наместо мармалад, на леб намачкајте си мед заедно со една кафена лажица цимет во прав и појадувајте. Редовното консумирање ќе ви помогне да го излекувате, дури и хроничниот артритис. Висок холестерол. Помешајте 2 супени лажички мед и 3 кафени лажички цимет во голема чаша за чај. Откако тоа ќе го испиете, нивото на холестерол ќе ви се намали за 10% во рок од 2 часа. Артритис. Во чаша жешка вода измешајте 2 лажици мед и 1 лажица цимет во прав. Пијалокот консумирајте го наутро и навечер. При редовно консумирање може да се излечи дури и хроничниот артритис. Настинка. Доколку сте настинати, земајте 1 кафена лажичка мед со 1/4 кафена лажичка цимет. Секое утро, 3 дена поред консумирајте од оваа мешавина и ќе ја решите настинката, кашлицата и затнатиот нос. Имунитет. Дневното консумирање на мед и цимет во прав го зајакнува имунитетот и го штити организмот од бактерии и вируси. Грип. Шпанските доктори откриле дека медот содржи природни состојки кои ги убиваат вирусите и го штитат организмот од грип. Слабење. Зоврите мед и цимет во прав во 1 чаша вода. Секое утро пиете од пијалокот на празен желудник половина час пред појадокот. Ако редовно го консумирате, со тек на време ќе забележите губење на килограмите. Лош здив. Секое утро миете устата со топла вода, помешана со 1 кафена лажичка мед и цимет. Ова ќе ви помогне да го задржите свежиот здив во текот на целиот ден. Болки во желудникот. Во било кој облик и да ја консумирате, мешавината од мед и цимет значително ќе ги намали болките во желудникот кои ги чувствувате. Почитувани гледачи, овде се одјавувам од вас, но ви посакувам убав викенд во кој ќе уживате заедно со вашето семејство и блиски пријатели. Се гледаме во понеделник со нови сили, ќе започнеме работната недела, а до тогаш обликувајте се топло и нека овие совети ви помогнат за ваше подобро здравје. Се гледаме, ве поздравувам.